Ке се градат нови социјални станови во општина Велес. За таа цел локалната самоуправа и Советот на општина Велес донеле одлука за промена на генералниот урбанистички план за областа под населбата Хабитат. Градоначалникот Чадиев вели дека локалната самоуправа ќе аплицира до Министерството за транспорт и врски за да го добие просторот за изградбата на социјалните станови. На местото на сега кај што се наоѓа Дервен, односно магазините на Дервен, ќе е предвидено да се изградат социјални станови. Во кој сегмент ќе се обидеме да ги изгрижиме и тие жители на привремената населба, бидејќи се тие не се баш добри услови во тој сегмент. Значи, тој целокупен отпад опфаќа се до Превалец. Значи, целиот отпад на ГУП-от. А што се однесува до истампонираниот отпад, ние повторно ќе го провериме и ќе видиме каква е ситуацијата со него, доколку има можности додека не дојде дефинитивно реализирање на проект да го санираме. Меѓутоа, тука ни се предвидени неколку и станови за млади брачни парови. Инаку во моментов се работи на санација на неколку улици во градов. Градежни работи ќе започнат уште на 15 улици, за кои локалната самоуправа издала налог за нивна реконструкција. Во моментов ние работиме на средување на улицата Благој Нечев. За 2 дена почињаме со средувањето на улицата Лазо Трпков, дефинитивно веќе се на тие позиции поставени работниците од избраната фирма, што е избрана на тендер. По завршувањето на Лазо Трпков ќе се симнеме и дека налози имаме даден уште за 15 на улици во градов и околните места, зависи од динамиката и дефинитивно ќе завршиме и последната улица од централното градско подрачје, кое што не е средено. На неколку локации во градов се извршуваат градежни работи. На просторот на поранешниот офицерски дом се врши интензивно расчистување на теренот. На влезот во градот кај местото популарно наречено меѓу Велешани Штипско џаде, во тек се градежните работи за изведба на кружниот тек, нова крстосница, а воедно се работи и на паркот кај основното училиште Васил Главинов, каде наскоро се очекува да заврши поставувањето на новата фонтана и системите за наводнување.